Филип Миленковски од Охрид веќе 5 години живее во Чикаго, Соединетите Американски држави, каде работи како возач на камиони. Првите 2 години работи за други, но потоа отвора своја компанија. Вели на почетокот не било воопшто лесно, но со многу труд, работа и желба може да се постигне успех. Во глобала е тешка работа, не може секој да работи, значи тоа се многу сати возење, работа, значи тоа е уствари цел ден 24 сати работа. Може да се случи да не се вратиш дома и по 2-3 недели. Филип е само еден од многуте македонци во Америка кои се одлучуваат да ја работат ова работа која бара голема пожртвуваност, отсуство дома со денови и недели. Има потреба на камионџи затоа што секоја година транспортот е во пораст, со што и треба повеќе камиони и луѓе кои ќе возат. Од Македонија има многу луѓе што влегле во тој бизнис и работат како камионџи или имаат своји компании. 70% од компаниите се наши луѓе. Срби, македонци, бугари. Однодамна Филип заедно со уште двајца македонци во САД отворија своја компанија и во Охрид која представува логистика и поддршка на компанијата во САД. Засега компанијата е мала со двајца вработени, но планот е нивниот број да се зголемува. Со што на некој начин им помагаме на нашите млади луѓе тука, кои што бараат работа. Платите се сосема солидни. Контакт со брокери, пронаоѓање тури за шоферите, склопување договор со нив, значи после тие праќаат вид на конфирмации со кои потврдуваат дека ги имаме тие тури. Тие конфирмации се праќаат до шоферите, исто така и се внесуваат во системи во кои работиме. Работат со цела Америка. Од 50 вкупно сојузни држави, ако сам не знам, може би си 52, не сум сигурен. Освен Хаваи и Аљаска, возиме за секаде. Ги покриваме сите држави. Но нивните планови не застануваат овде. Плановите ни се секоја година да растеме што може повеќе. Не е лесно, но сепак мислам со голем труд може да се постигне за неколку години да постигнеме и 50-60 камиони. Инаку едно истражување на Американското истражувачко транспортно предпријатие ја покажало потребата за ангажирање на 100.000 возачи на камиони во САД годишно, како начин за справување со зголемената потреба од транспорт, но и бројот на пензионирани возачи. Нивно истражување од 2014 година покажало дека просечната старост на камионџиите е 52 години. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.